Добре дојдовте на уште едно видео на овој канал кој постои за општо добро и добро на сите вас. Се трудам мојата долгогодишна едукација да ја применам преку пракса и да споделам што е можно повеќе искуствено, теоретски и професионално знаење кои што може да ви помогнат за олеснување на многу животни ситуации. Една од тие животни ситуации е секако и проблематиката на мојата клиентка, која што денеска ми инсистираше да ја објаснам зошто е клиентка, а не е пациентка. Според Светската здравствена организација, невропсихијатрите, моите колеги, кои што се исто така и во голем дел и психотерапевти, го користат овој термин од причина што дават дијагностицирање и фармакотерапија. Психијатријата е еден сегмент, а додека психотерапијата кај психолозите, кај нас, опфаќа еден термин клиент, затоа што работиме со луѓе кои што се во животна криза, наишле на ситуации и животни проблеми, и преку психотерапија им помагаме да излезат, да направат self-life, да бидат во контакт со себе, да се запознаат себе си и преку интервенции да излеземе од таа криза заедно, за да може после тоа тој да биде само способен, клиентот или клиентката, да работат на себе и да се справуваат со сите животни искушенија, затоа што веќе имаат едно искуство со професионалец. Значи, денеска сакав да говорам за нарушување на самодовербата. Ме инспирираше мојата клиентка, која што на едната страна од низиниот спектар на организирано делување ја имаше пренагласено несигурноста и стравот. А кога постои несигурност и страв, постои силно губење на самодовербата. Самодовербата е една целосна конструкција на нашата личност и на неа се работи цел живот. Тоа е животен процес, тоа е животна вештина, која што ние не може да се каже дали ја имаме или ја немаме, туку дека се гради и дека се учи и дека се осоздава. Имам нарушена самодоверба. Тоа беше првичната нејзина изјава. А ја кога ја прашав што веруваш длабоко во себе за себе си, па верувам дека воопшто не вредам. Не се признавам, не се прифаќам себе си, создавам, како ја создаваш сликата за себе, за самата себе. Тоа прашање беше клучно. Кога одговори, па јас немам создадена слика за себе, мојата слика за себе ја кажуваат сите околу мене. Значи се користи на надворешни ресурси и околината. Дали е тоа живот или е животарење, верувајте ми, во дефинирањето на овој процес, ако се базират единствено на она што средината го говори за вас и како ве креира како пластелин од личност, и како тоа вие треба да изгледате според средината, која што можеби ве познава, можеби не, и најчесто површно ќе ве познава, значи во тој случај животарење не е живот. За да дојде во контакт со себе, да работи на собствениот self-life, ние направивме низа интервенции во тој процес на психотерапија, и работевме на таа животна вештина со цел да ја надминеме несигурноста и стравот. Значи да сватиме дали може личноста самата на себе да се потпре, да си ги издвои во целост своите вредности, да дојде во контакт со себе. Малку потешко одеше, тоа успеавме да го направиме дури на третата терапија. Бидејќи на почетокот успеав да ја малку изнервирам со тоа што и кажав, доаѓате во состојба на целосна немоќ по препорака на вашите во семејството. Меѓутоа, кога човекот е во целосна немоќ, не може да работи на собствената самодоверба. Кога има контакт со себе и кога доаѓа од состојба на свесност, тогаш може да работи на самодоверба. А самодовербата е менлива категорија. Зошто? Може да се наруши, може и повторно да се изгради. Не можеме да практикуваме дека тоа е дадено фиксно и дека понатаму не може да се менува.
Она што сакав да го потенцираме дека низ процесот на психотерапија работиме, значи на длабоко нурнување во себе и потрага на сопствените капацитети. Оваа вештина сакавме да ја прецизираме преку практична вежба, бидејќи на психотерапија најчесто работиме и со работа со некои техники. Во овој случај и дадов задачи, а бидејќи сите нејзини прашања започнуваа со и одговори, и констатации, и изјави, и ставови, почнуваа со зборот не. Значи, јас не успеав. Кога се фативме за успехот, констатиравме дека треба да се работи на тоа кои се моите успеси, а не кои се моите неуспеси. Така да започнавме една реченица во вежба, која слободно и вие можете да запишете. И јас минатата недела успеав да. И да наведе барем 2-3 работи во кои успеала. Втората работа, која што ја дадов како задача е која беше мојата најдобра одлука во текот на изминатата недела. И реченицата треба да започне на следниот начин. Јас минатата недела најдобро што одлучив е да, и да продолжи така. Третата реченица, како, со кој предизвик се соочив и како предизвикот кој го надминав претходно, како го надминав тој предизвик. Значи, може тука да се направи сублимирање, што би рекле ние сума сумарум, на она кои тие 3 работи без моја акција, нели без акција на страна на клиентот, се случиле за негово најголемо добро. Значи, дали ви се јавил некој кој што ви ја поттикнал мотивацијата, бидејќи самодовербата влијае многу и на мотивацијата. Значи, дали сте контактирали со некој сродна душа како што се вие на некој начин, тоа стално го гледам на видеа, па и на оние популарни психологи како употребуваат изрази сродна душа, не знам, па дури таму некои близиначки пламенови и така натаму. Тоа апсолутно нема врска со она што е професионална и сериозна психологија. Значи, тука да се направи како тоа тие надворешни ресурси влијале врз вас, значи како, кои се тие 3 добри работи без моја акција, без вие да ги иницирате, а би се случиле како добри работи. И тука ако се напишат и се дефинираат, преоѓаме на следната фаза, тоа е кои се тие добри работи што јас во текот на измината недела ги направив за себе си, и последното е да се истестирате или исчекирате со тоа кои се тие 3 добри работи кои што јас ги направив за останатите. Дали го сослушавте некој, дали му пративте позитивна енергија, како што исто така практикуваат во популарната психологија. Јас за крај на ова видео само би ви посочила дека за изградба на самодовербата е потребна успех, одлучност и надминување на предизвикот. Значи, прво и основно е колку јас се познавам себе си, колку јас можам да рачунам на себе си, колку можам да се подпирам на себе си, и затоа што и кога останувам сам, многу ми е значајно да се имам себе си. Ако некој од партнерите, значи самодовербата е многу битна и во партнерски, во кариерни и во сите други сегменти на животот. Си останал без работа, ти пропаднала кариерата, па што? Кого го имаш во тој момент? Те прегрна некој, ти помогна? Не. Значи си препуштен на самиот себе си. Може би имат некој среќна околност кога дел од луѓето им помагаат, околината ги поддржува, ги прифаќа такви какви што се. Она што многу ми смета и во популарните видеа за психотерапија и психологија, мислам дека професионалците не го практикуваат тоа, но оние кои што брзаат да соберат некои популарности, говорат дека биди најдобрата верзија од себе. Значи, ако јас не сум најдобра верзија на себе, мене нема да ме сака, а јас нема самата себе да се сакам, нема да се самопочитувам и нема да имам самодоверба доколку не сум најдобрата верзија на себе си. Тука треба да имате длабок контакт со себе, за да сватите дали навистина можете да се подпрете на самите себе си. Значи, пак ќе кажам, овие видеа постојат за ваше најголемо добро, би сакала да ви користат за ваше најголемо добро, бидејќи ми е чест и задоволство да споделам нешто со вас од овие теми.